Стадион. Емисија за вашата вистина. Во студиото во Штип го имаме министрот за локална самоуправа Горан Милевски. Добар ден ви посекуваме и благодариме што издвоивте време да дојдете во студиото. Благодарам и сакам на сите граѓани православни да му го честитам денешниот празник Пресвета Богородица. Ајде да почнеме со последните настани околу ковидот и пожарите кои ја покажаа целата неспремност на општините. Со противпожарни возила од 60-тите на минатиот век и ново набавени за патување на градоначалниците се покажа дека нема борба против природните катастрофи каде што се загрозени животите и имотите на луѓето. Ваш коментар околу тоа колку се наменски трошењата во општините? Тоа треба да се има приоритет. Секој градоначалник може би вие да купите противпожарно возило или возило на брза помош. Нема некој ефект да постигнете, меѓутоа тоа е многу важно заради граѓаните. Од ефект зборувам дека многу повидливо е да направите, да асфалтирате некоја улица, да решите некој проблем и тоа граѓаните ќе го видат. Противпожарното возило седи некаде во некоја гаража и тоа не е видливо. И мислам дека од таа гледна точка, ако тргале градоначалниците, правеле грешна проценка на приоритетите, односно не гледале долгорочно или стратешки, што е важно да ги заштитат граѓаните и што е таковна работа. Таковна работа за мене е асфалтирањето, но секој оној со визија набавувал и вакви работи, независно што здравството е под Министерство за здравство, сепак секоја општина со одлука може да си донесе одлука да издвои средства, како што гледавме сега општините издвојуваат средства за ковид, може да издвојат средства да набават возило на брза помош, исто така може да набават и противпожарни возила кои што се релативно поскапи. Меѓутоа ние како министерство во овој дел сме помогнале преку програмите за прекугранична соработка со нашите соседи, на пример такво возило е набавено за противпожарната единица во Битола, регионот околу Струмица исто така во своите проекти има има одобрено проект за набавка на неколку противпожарни возила за неколку општини од тој регион. Исто така имаше еден проект југозападниот дел, југозападниот плански регион да направат, имаше еден проект каде што се предвидуваше набавка на поголем број на противпожарни возила, значи дел особено планските региони размислуваат подолгорочно и на таа насока, треба да се охрабрат и општините, особено таа меѓуопштинска соработка, бидејќи тоа противпожарно возило ќе ги обслужува и другите соседни помали општини, а гледаме дека во една поголема ваква хаварија да ја наречам, се ангажираат сите расположливи противпожарни возила од државата. Така да тоа е многу важно да се направи, реформите исто така се битни во овој противпожарен дел. Противпожарните единици сега се под Министерството за одбрана, се прави една физибилити студија со цел да се направат таму реформи за да бидат тие што поефикасни и поорганизирани во нивното делување, да се скенира целокупната нивна состојба и имотот со кој што располага, за да може да се најдат мерки. Исто така во цел овој систем Центар за управување на кризи, една институција, друга институција се преклопуваат, вие напросто не знаете кој за што е одговорен. Во цел тој систем за справување со кризи, вклучително тука и противпожарните единици, се прави една реформа која што ќе значи по функционалност и по ефикасност во крајна линија заштита на имотот и животот на граѓаните. Имаше коментари дека ни се случи басната од штурецот и мравката. Значи, го напуштивме оној систем каде што се мислеше долгорочно, не зборам само за пожарите воопшто во државата, дека треба да размислуваме малку подалеку и да мислиме на работи кои што ќе ни претребаат и работи кои што можеби не се за денес, меѓутоа ќе ни требаат за утре. Се согласувам, вие може да купите возило за лични потреби, меѓутоа кога ќе дојде да се загрози имотот на граѓаните, тоа возило не може ниту да гасни пожар, а ниту да превези некое болно лице. Да не зборуваме за хеликоптерски услуги за да можат побрзо да стигнат граѓаните ако му треба итна, да речем, хоспитализација од посериозна терцијална здравствена натаму, што спасува живот, да го превезете со хеликоптер од една до друга точка. Ние сме далеко од таа приказна. И затоа мораме рационално, не само општинските буџети, туку и буџетите на државата рационално да се користат наменски за да се размислува плански и стратегиски за реализирање, да не молиме и од соседите. Тоа е добро да се даде помош, меѓутоа
некогаш ќе треба и ние да вратиме помош на нашите соседи, ако нема со што, како ќе вратите, не сме до толку, за да немаме вакви можности и услови. Пред избори, особено пред локалните, често слушаме дека градоначелниците треба да бидат добри домаќини и добри менаџери. Меѓутоа, тие се добри менаџери, после изгледа така покажа практиката, кога имаат пари само од централната власт. Кога станува збор за нивното домашно кесе, после изгледа тешко им оди тоа да го направат. Па видите колку се добри домаќини, јас не знам за сите, бидејќи владата го врати 50% од долгот, од 100 милиони евра, врати 50 милиони евра, и сега моите информации се дека долговите повторно се зголемуваат. Колку се зголемени? Имаше некаква анализа? Имаше анализа, мислам дека беше 70 милиони евра, и да не се толку, тенденцијата е на зголемување, значи тие ги вратиле долговите, меѓутоа тоа не било системско решение и затоа тие повторно генерираат трошоци. Значи мора да се најде решение во кое што општините совесно ќе ги трошат парите, во право беа оние општини кои што не беа задолжени и каде што државата не им даде ни денар, практично овие што трошеле дупло државата му даде средства и тие повторно се задолжуваат и излезе дека трошат нерационално, се наградени од државата. А овие кои што работат честно, домаќински, па тие не се наградени од државата, бидејќи за нив државата не предвиде ништо. Според мене, таа тогашна одлука, не бев тогаш дел од владата, таа тогашна одлука требаше да биде да за оние кои што имаат долгови да им се даде да се вратат долговите, но да и за оние општини кои што работат домаќински да се наградат со дополнителни средства за да го продолжат своето успешно работење. Тоа не се направи, ги дестимулиравме успешните, а ги наградивме неуспешните и тие си продолжија, бидејќи видоа дека немаат никаква одговорност и продолжија да генерираат трошоци. За среќа сега има локални избори и граѓаните ќе можат да бираат повторно кој ќе ги води нивните општини. Еден од градоначелниците со кој разговаравме тогаш рече да, јас 1,5 година враќав само долгови. И јас сега сум казнет заради тоа што враќав долгови, не инвестирав, не вложив пари во мојата општина. И во таа смисла, кои се казните? Значи, само изборите ли се опција кои што ќе се казнуваат неодговорните? Не, Министерството за финансии заедно го правиме проектот, бидејќи се работи за финансии, тоа е нивна надлежност. Веќе правиме еден сет на мерки, се надевам дека во септември ќе стигнат до собрание и во зависност од функционалноста и ефикасноста на собранието, тие сите законски решенија кои што ги предвидуваме, измени на закони, ќе можат да се имплементираат од 1 јануари 2022 година, односно целта ни е новите состави на советници и градоначалници да имаат зголемени буџети, нови правила на однесување. Односно, државата ќе може да го превземе долгот на општините, меѓутоа, како со ММФ, меѓутоа, потоа ќе играте по правила на државата. Ќе ве контролира како го трошите буџетот, зашто ги трошите парите, можете да земите. Имаше 3 модели, ќе ги објасни министерот за финансии, се надевам, може би и кај вас. Генерално ги зголемуваме данокот на ДДВ, ДДВ-то кој што го земаат општините, целта е да се зголеми. Се уште со зел се дефинира процентот на зголемувањето и зголемувањето на персоналниот данок на доход кој што го е принос на општината од централната власт. Овие два со зголемувањето на овие средства значително ќе се подобри финансиската состојба на општините, меѓутоа ние нема да дадеме таму туку така средствата, но разликата од сега што ги земаат до зголемениот процент ќе оди преку два фондови. Едниот фонд е за воедначување, односно ќе се дадат по процент сите оние кои што се под просек општини, со приходи да му се дадат да можат да ги стигнат овие кои што се побогати општини, значи за нив ќе биде наменет, да се намалат неравномерностите помеѓу општините, а вториот фонд е да се наградат општините кои што успешно ги прибираат даноците, значи нема да му се даде на општина која што не прибира даноци од граѓаните и не си ги собира основните приходи кои што му ги дала државата, викаат немаме средства, а тие не прават ништо за да се ги приберат тие средства, пример данокот на имот е тука, не го ажурираат имотот, вредноста на имотот на граѓаните и не имаат намера да ги берат тие даноци за да се додворат до граѓаните. И тоа не е начин државата да ги финансира тие општини, затоа за тие општини сега нема да има дополнителни средства. Тоа ќе биде еден стимул за нив за да го променат начинот на размислување и да започнат да се ги берат основните приходи кои што му ги предвидел законот. Сите оние кои што на пример над 80% ги собрале, има зависност каде што ќе добиваат финансиски
зголемени средства преку овој фонд и се разбира оние општини кои што наменски го планираат, точно го планираат буџетот и рационално инвестираат во капитални инвестиции и така натаму. И разликата во ДДВ-то ќе биде плаќана на таквите општини, значи преку двата фонда. На тој начин ќе ги стимулираме општините да работат поодговорно, посовесно, а преку инструментите на контрола, финансиската контрола, значи превземањето на долговите за да нема градоначалници, еден градоначалник цел мандат да му заврши, одвраќање на долгови од неговиот предногод и на крајот граѓани да речат овој ништо не сработи. Беше слаб, да. Та беше слаб, ништо не сработи, да го смениме, а тој човекот работел домакински, се мачел да некој што работел не домакински неодговорно да ги среди неговите тоа што му го оставил како проблем. Затоа, за да можат функционално, пример градоначалникот на Карпош, цел мандат и се уште во долгови општината заради неговиот И е на претходник. врвот по општини со долгови, да? И тоа и за вработените, и пошто има голема превработеност и во тој дел се планираат реформи преку Министерството за информатички систем, да се среди, ние го имаме проблемот, меѓутоа никој не сака да го регулира. Ако еден градоначалник направи проблем и сега последиците, пример Тута Арифи ги трпи 3 мандати со ред и не може да го реши проблемот, така да и во тој дел Министерството за информатичко општество припрема измени на законот кај што ќе можеме превработеноста да ја регулираме за да може и општината нормално да работи. Тоа ќе биде поука за секој градоначалник да не ја преполнува јавната администрација, бидејќи тоа преполнување ќе биде на краток рок и дека таквиот начин на функционирање не е издржлив. Така да сите овие реформи кои што ги предвидуваме заедно со финанси, информатичко општество и другите министерства ќе значат стабилизација финансиска поголема на општините и поголема одговорност за да не запаѓаат во вакви долгови и да планираат рационално. При тоа рационално планирање нема да бидеме во ситуација да трошат само за репрезентации или за нови возила или односно за свое удоволство, туку ќе парите повеќе ќе ги трошат за решавање на проблемите на граѓаните. Да, но дел од парите заминуваат и во јавните предпријатија, кои што еден значаен дел од долгот на општините се всушност нивните, каде што знаеме се вработуваат партиски војници, како што ги нарекуваме. Што со јавните предпријатија? Имавте една идеја дека треба да се ограничи тој број. Се согласувам. Системот на владење можеби на двете поголеми партии е тој да се држа така своето гласачко тело преку вработувања и јас кој што доаѓам од помала политичка партија сметам дека тој начин на функционирање треба да прекине. Треба граѓаните да гласаат за квалитет, за проекти, за програма, а не да гласаат помеѓу две зла, не да гласат кој повеќе се кара, едните не чинеле, другите не чинеле и кој повеќе ќе вработи. Политичките партии треба да престанат да бидат бироа за вработување, не се само тоа политичките партии. Вие како градоначалник имате роднини, имате пријатели, имате познаници и се тоа партиски значи колеги, сето тоа врши притисок врз неговата работа. Затоа нашиот предлог како Министерство за локална самоуправа е да се ограничи бројот на вработување во општинската администрација, да се знае по глава на жител, дали 500, дали 700, дали на 1000 жители по глава на жител еден вработен. Тоа треба ЗЕЛС да најде една средина за сите општини и врз основа на тоа да се знае бројот на вработени во една општинска администрација. Да не дојде градоначалникот и да си ја проширува постојано администрацијата и да си вработва и на тој начин градоначалникот, директорот на јавното предпријатие ќе биде растеретен од притисокот, бидејќи буквално по закон тој нема да смее да вработи. Да, за општините тоа важи. Имаше сооднос дека ако се работи за општина од 50.000 жители, колку може да биде администрацијата? Значи не важи ништо, бидејќи систематизацијата крепи се. Секој градоначалник е инвентивен и си ја проширува по своите потреби. Како што доаѓа, така и се... Да, и така како се менуваат градоначалниците, така таа општинска администрација се повеќе се дуе. За едно пензионирање влегуваат 2 или 3 нови, така да тоа треба да се прекине. А единствен начин да се прекине е да се законски ограничи бројот на вработување во општинската администрација и во јавните предпријатија, на тоа да се премногу внимава. Кога зборуваме за јавни предпријатија, треба да се прави разлика за основната дејност и административната дејност, бидејќи јавните предпријатија се натрупани со адвокати, со економисти, со да речем со правници и со се друго, само не со општи работници и кои што се најмалку платени. И затоа треба да се ограничи во јавните делот на администрацијата,
а да се ангажираат што повеќе работници за да можат, на пример, едно комунално предпријатие наместо да вработи чистачи и така натаму, тоа вработува административци и затоа градот е нечист. Едно водоводно предпријатие, пример зборувам, наместо да ги инвестира парите во менување на водоводни цевки, менување на азбестни цевки, еве денес во Штип нашиот кандидат ветува промена на азбестните цевки, значи се уште ние живееме со азбестни цевки, наместо да се инвестира во промена на азбестни цевки, ние парите ги даваме во плата на администрацијата и тоа е проблем генерален и треба еднаш да се пресечи, да се речи стоп на ова, ако сакаме да имаме функционална држава и ако сакаме парите вистина да се трошат наменски во набавка на нови возила. Ние викаме снегот не изненади, бидејќи не го исчистиле на време. Како да го исчистат на време со 3 камиони кои што чистат во цел град? Тоа е практично не е дека се изненадени, тоа е капацитетот на предпријатието. Значи наместо да се набавуваат нови камиони за чистење снег, ние си вработуваме нови административци. Тоа е проблем кој што е генерален 30 години. Не е тоа за една партија измислица, туку тоа е 30 години се прави во државата и мислам дека крајно време е да речеме стоп, а тоа ќе се речи со волја и со законски измени. Да, кога сме кај раководните позиции има закон кој што вели дека кој ќе се дојде на раководна позиција, дали директор, дали член на управен одбор, гарантира собствениот имот. Ниту еден во Македонија тоа не го применил, ниту пак потпишал таква изјава. На тоа даночниците особено укажуваат зошто не се применува овде. Видете, кога сте добро согласно нашите закони, вие одговарате со имотот ако имате приватната фирма, но ако вие сте управник на државна фирма или пак сте градоначелник, сепак според мене треба да сносите некаква одговорност во делот на недомакинското работење. Сега дали треба да му се конфискува имотот дома на некој, не знам дали е тоа вистинското решавање на проблемот, бидејќи пред да дојде на функција може целиот имот да го префрли на сопругата, на брат, на сестра и како што се случува, да. Да, нема да го постигнете ефектот, така да мислам дека треба во друг правец да се оди оваа работа, не е од ова што го предложивте. Така. Сега, кога сме веќе да завршиме во овој дел со долговите, вие промовиравте еден нов проект, Министерството за локална самоуправа заедно со UNDP околу решавање на проблемот со долговите. Можеме малку да го објасниме што ново ќе донесе за граѓаните тоа? Видете, со UNDP и со Швајцарската развојна агенција, Министерството за локална самоуправа на вистина има успешна соработка. Со швајцарците, кога дојдов јас, проектот беше пред растурање, бидејќи никакви активности немало превземено. Сега сме дојдени до фаза кога Берн, значи Швајцарија ја одобри втората фаза од нашиот проект, бидејќи се задоволни како го завршивме, практично пред време, бидејќи сите работи беа задоцнати, успеавме да ги стигнеме и да ги реализираме сите работи. Сега се одобрени 6 милиони швајцарски франци дополнително за следниот период. Со UNDP на вистина имаме на успешна соработка, која што се во неколку гранки распределена, помогнаа многу во однос на донесувањето на некои од законите кои што ги работевме заедно, особено со програмите кои што ги работи Министерството, исто така се насочени кон делот на финансиите, кои што го споменавте, прават сериозни анализи. Например, имавме анализа за последиците од ковид кризата врз општините, како таа се ефектуира. Имаме анализи правено, тие надворешни експерти се анализираат, кои што анализираат какви се трошењата, структурата на трошењето на општините. Тие можат само да дадат препораки. И врз основа на тие препораки кои што ќе ги направиме, ние можеме да направиме, например, на законски измени во кои што тие работи кои што ќе ги детектираме, можеме да ги промениме. Во моментот, проектот му го доделивме на Бирото за регионален развој, со UNDP е во тека огласот за издавање на проекти за дигитализација на општините. И исто така и тоа е една новина која што ќе значи намалување на корупцијата во општинската администрација, бидејќи со анализите кои што ги направија и UNDP и другите, дојдовме до заклучок дека и корупцијата е најмногу распространета токму поради тоа што некој службеник може да ви го крие предметот и за да ви го сработи ќе ви побара пари. Тоа сега ќе се елиминира и се ќе оди дигитално. На тој начин службеникот нема да има простор вас да ви побара мито, бидејќи вие само од дома или со доставување на еден документ во општината, едно барење,
автоматски системот бидејќи ќе биде поврзан со сите институции, пример со УЈП, со катастар и така натаму, може веднаш преку системот службеникот ќе ги добие сите информации и вас ќе ви го издаде во рок, се знае колку е рок вашето решение, што значи дека нема простор вие да ги молите службениците да си ја сработат работата за која што се платени и во крајна линија да ви побараат и мито. Така да работиме севкупно на сите активности и тоа вие што го кажавте и во многу други области со цел да ги промениме состојбите во државата. Министерството за локална самоуправа е во фаза на склучување на договор со Министерството за информатичко општество, каде што ќе ја превземиме како чадор, ќе бидеме на сите општини да ја превземиме дигитализацијата и не само во овој административен дел, туку и во другиот функционалниот дел во општините. Вие секаде во Европската унија каде сакате додите, можете преку интернет да видите каде има такси, каде има автобуска постојка, каде има електричен и автомобил и точак и каде има тротинети, можете да ги користите, можете да си платите преку телефон, може да видите кога работи зоолошка, да си купите карта за зоолошка или за кино или за театар. Ние сме многу назад од тоа. И општините секоја сама индивидуално си прави нешто смарт сити, меѓутоа за тоа за една иста платформа сите општини трошат милионски суми и на крајот ефектот повторно ќе треба да направиме нешто што ќе ги обединиме сите во еден систем, под еден чадор, бидејќи вие сега не можете да одите од град во град и да знаете која е овде платформата, да се конектирате, да се приклучите, така да работиме на повеќе сегменти. Ова е сега новина која што го превзедовме и се надевам дека за многу брзо време ќе обезбедиме и финансиски средства, ние за ова и ќе аплицираме во фондовите на Европската унија, да не трошиме само буџетски средства за нашите активности и идеи и да видат граѓаните бенефити и ефекти, малце да одиме понапред. Кога викаме да одиме во Европската унија, не значи само да започнеме преговори и да бидеме членка. Ние треба да живееме европски, треба да живееме по нивните правила, меѓутоа да живееме и она како да ги почувствуваат бенефитите граѓаните од таквиот начин на функционирање. И да ги имаме европските алатки. Да, дефинитивно. се разбира. Сега кога зборувате за здружување, многу често можеме да слушнеме поплаки од општините. Немаат градежни инспектори, нема стимул за нивната работа, слабо се платени, ниту пак имаат желба да се расправаат со дивоградби, со сите проблеми кои што ги имаат, исто и со еколошките инспекции. Недостатокот не значи здружување, туку напротив, останува општината без инспектори. Каква е можноста да се направи таков тип на платформа, што ќе овозможи еден инспектор да работи за повеќе општини и да решава проблеми? Во секој случај тоа е ствар на меѓуопштинска соработка. Законот тоа го дозволува, само треба да стапи во функција. Не само градежни инспектори. Еден правник може да обслужи 2-3 помали општини. Еден економист или сметководството може да го води едната општина, а другата општина да го води правниот сектор. И на тој начин да се намали администрација, а да се парите останат за инвестиции, да се вратат кај граѓаните. Да, ама праксата покажа дека не плаќаат, едните ќе платат, другите нема да платат и пропаѓа целиот систем. Тоа сакав да кажам, дека во пракса моделот на меѓуопштинска соработка практично се увиде дека е нефункционален. Новиот проект кој што го спремаме со UNDP е токму тоа да ја поттикнеме меѓуопштинската соработка, бидејќи бенефитите од таа ќе ги имаат само граѓаните. Градежните инспектори и другиот вид на вакви инспектори, оне кој што има градежен факултет е многу платен надвор од државната администрација во приватниот сектор, отколку што може тоа државната администрација да му го обезбеди. Не само нив. Во државната администрација недостасуваат квалитетни информатичари, општо информатичари недостасуваат, да не зборуваме за квалитетни. Недостасуваат градежни инспектори, недостасуваат луѓе кои што имаат искуство, на пример со ИПА фондовите, луѓе кои што навистина знаат да сработат проекти. Кога ќе го обучите вие некој таков во администрацијата, тој после некоја година веднаш добива понуда за работа во Светска банка, во делегацијата НЕУ, во меѓународни институции, во UNDP и така натаму. И сега тој ќе работи за 2-3 евра плата, тој не ви седи кај вас за 300 евра плата или 400 евра плата. И тоа е проблемот на администрацијата. Тоа ќе се реши исклучиво со измени на законот за државни службеници, каде што овие дефицитарни професии
и те како ќе бидат повеќе платени од останатите, ако сакаме ние да ги зачуваме луѓето во администрацијата да ја сработат квалитетно работата. Ние можеме, и тоа е добро што квалитетот, стандардот во државата расте, секаде во Запад не се атрактивни државните места, сите сакаат да работат во приватен сектор. Кај нас доаѓа тоа време, ова се зачетоци на тоа време, каде што луѓето имаат поголема перспектива во по приватниот сектор, сега таму е поголем ризикот, ама се плаќа и повеќе вашето искуство и знаење и тоа што го сработувате ќе ви го платат повеќе. Некои луѓе сакаат посигурна работа, помалку платена, ама посигурна. Меѓутоа денес тоа се можеби повозрасни. Денеска помладите генерално сакаат подобро платени работни места, предизвик, не сакаат да се врзат на едно место. Во Европскиот парламент и на други места практично луѓето и намерно се менуваат нивните работни места по 4-5 години после работа на едно работно место, ротира во сосема друго работно место со цел да не стани монотонно неговото работно место и да работи по инерција. И затоа му даваат нов предизвик, да на ново работно место го префрлуваат. Тоа така функционира, ние само треба да ги превземеме искуствата или може да се ангажираат луѓе кои што не се вклучени во активностите на државата, како аутсорсинг да се плаќаат и да ги работат и тие работи дополнително хонорарно за но општините. министре, додека да дојде тоа време што го викате вие дека ќе се случи Што тоа да правиме до мрежување, што да правиме до тогаш? Имаме еколошки инциденти, реките се загадуваат, имаме луѓе кои што имаат проблем со градењето, им се зафаќаат имотите, парцелите и така натаму. Додека да дојдат тие кадри кои што ќе ги вршат функциите на градежен или еколошки инспектор. Се согласувам, меѓутоа ако на огласите, на пример, во моето министерство, кога ќе се распиши место за ИПА сектор, за едно работно место се прејавуваат од 25 до 35 кандидати. Кога ќе објавите некое друго место неатрактивно, на тоа или нема никој или до 5 кандидати има пријавено. И одма гледате која е атрактивноста и се разбира таму каде што е поатрактивно, каде што има повеќе кандидати, вие ќе го одобрите подобриот, бидејќи тоа не го правиме ние, тоа си го прави агенцијата за администрација и изборот и селекцијата едноставно вас ви го даваат финалниот производ. Она што може, јас повторно ќе кажам, е меѓуопштинската соработка. Значи не може да трпат граѓаните заради можеби суета, можеби нетрпение помеѓу градоначалници и општини или помеѓу вработениот да не сака да земи дополнителна активност за друга општина да работи, тоа го има. Значи едноставно мора самите општини, самите градоначалници да го решат овој проблем, бидејќи е децентрализирана оваа активност. Некаде проблемот не е во администрацијата, некаде проблемот е кај градоначалниците што не излегуваат во пресред на приватниот сектор, намерно ги кочат деталните урбанистички планови, намерно не ги носат на време, не може да градат и луѓето, самите луѓе кажуваат од една општина не може да чекаат, се преселуваат во друга општина затоа што немале заеднички јазик со градоначалникот. Ние не треба и не смееме да ги делиме луѓето, особено бизнисмените, на политичка линија. Секој средства, секој капитал мора да биде добре дојден во општината и мора како општина да му дадете сите услови. Ако треба општината да плати нешто, само да го привлечете инвеститорот, да дојде да инвестира кај вас и да вработи нови луѓе од агенцијата за вработување кои што се водат за невработени. Да. Сега ако сме веќе околу децентрализација, ќе замолам за кратко таксативно да подредиме што е тоа, веќе зборувавте во еден дел. Што е тоа што се подготвува? Дел за фискалната децентрализација ви го кажав, меѓутоа покрај тоа ние подготвуваме и во делот на институционалната децентрализација. Например, секој министерство е обврзно да даде дел од своите ингеренции да ги спушти на ниско ниво, односно на општинско ниво. Например, Министерството за култура да ги отстапи буквално сите домови, центри за култура, домови на култура во владение на локалната самоуправа. Негде тоа е направено, но негде не е направено, во поголемиот дел не е направено. Библиотеките исто така. Некаде музеите или дел од музеите, бидејќи натре има некои национални активности, археолошките истражувања така натаму, не можат, конзерваторските работи не можат да се децентрализираат, но музеот како музеј може да се децентрализира. Не може музеј на град Скопје или музеј на Битола да биде национална институција. Но натре активностите дел може да останат национални. Потоа децентрализираме од делот на МВР. Исто така тука се и театрите спаѓаат. Во делот на МВР спаѓа воведувањето нов закон, воведувањето на комунална полиција. Што значи тоа дека полиција... колата ако не е паркирана правилно може да ја крене
Таа комунална полиција? Видите, и сега колите ги креваат паек службите кои што се општински, но без присуство на полицаец тој не може да ги крени. Имаме некаде гласна музика. Граѓаните се жалат кај градоначалникот. Имаме, меѓутоа сега се е тоа поврзан систем. Например, од Министерството за економија ќе се делегираат сите лиценци за дискотеки, ноќни клубови, кабарина и сите други од овој угостителски дел лиценци кои што ги дава Министерството за економија, сега ќе се делегираат на општинско ниво, вклучително и приходите за таа работа. И сега градоначалникот тој дава лиценца за дискотека, меѓутоа и тој го контролира редот. Да, ќе има интерес Гласна да го направи и тоа. така натаму. Сега тој вика, ниту давам лиценца, ниту има можност да е намала музиката, не е во моја надлежност. Комунален инспектор е еден, 12 ноќе, дали ќе крени телефон, дали нема да крени, човекот спие. Вака сега ќе си има комунална инспекција, комунална полиција, која што ќе води ред за, да речем, мирот и безбедноста во една општина, во делот на сообраќајот. Уште законот се прецизира, со МВР тоа посебно, да не навлеземе во некој чувствителен дел на МВР, но генерално тоа е за регулирање брзо возење, да видиме дали тоа ќе влезе натре, регулирање за непрописно паркирани возила, например проблеми во кафичи, прегласна музика, се што е она комунален проблем, да има таква комунална полиција, која што ќе биде голема помош на градоначалникот во регулирање на, да речем, во тој дел, па и на безбедноста, па и на прописно функционирање на граѓаните во една општина, да ги почитуваат комуналните правила и ред. Тоа би биле луѓето што сега се комунални редари, би станале комунални полицајци. Комунални полицајци, меѓутоа некаде ќе може да се вработат и нови луѓе. Ние разговаравме дали полицијата некој дел можеби ќе сака да се префрли, тоа е прашање на сепак на ствар на договор и се она што ќе го фати законот, но генерално мислам дека ради бенефициите полицајците не би сакале да одат таму. Тоа ќе бидат генерално можеби нови вработени или пак прераспределени луѓе од администрацијата во овој дел. Тие и како ќе бидат функционални, а затоа викам цело време за места кои што се функционални, дали се тоа вишни работници кај натаму, не треба да се жали средства затоа што или за пожарникари. Сега ние имаме бидејќи ќе донесат бенефит. Бенефит. Ние имаме превработеност во општинска администрација, ми тоа имаме недостаток на пожарникари. Имаме многу вакви ситуации кои што се навистина несразмерни. Така. И вие ќе речете уште ли вработ? Да, ама таму нема никој, кој ќе ви го гасни ваш пожарот? Да, што ќе можат ќе пишуваат правникот казни, нема, да. ќе можат да Тие ќе можат да отстрануваат. пишуваат казни, да отстрануваат и приходи да носат за општината. Да е полнат касата. Да е практично. полнат касата и на тој начин и граѓаните ќе бидат посовесни, да фрлат ѓубре, хигиената и сето тоа спаѓа, таксисти регулирање и тука имате кавги проблеми со таксистите, овде се паркирал, ваму се паркирал. Сето тоа ќе малце ќе воведе еден дополнителен ред. Тоа е делот МВР, делот на транспорт и врски, делењето на социјалните станови ќе биде сега ингеренција на Општина. локалната самоуправа, не како досега министерството да дели станови. Не знам, лиценци за погребални предпријатија, сето бизарно, меѓутоа сето тоа кој што може да се натре да се спушти, разговараме со труд и социјала, тука имаме малце во делот што да се децентрализира од тој дел, општините сакаат целокупната и социјална помош, целокупно центри за социјална работа да се децентрализира. Да. Не, и сега се градинките, но центри за социјална работа. Да. Центри за социјална работа, давањето на социјална помош и така натаму, началниците викат ние најдобро знаеме кој е за социјална помош, кој манипулира со средствата. И сега тука треба тој дел уште не ни е допресечен, треба да се најде заеднички јазик со Министерството за труд и социјална политика, тие малце потешко даваат ингеренции, бидејќи чувствителен системот, се плашат да не се злоупотреби со право и затоа треба да се најде некоја средина, да се исполнат одредени критериуми, да се дефинира од која година тоа би се направило, за да може општините да ги превземат и овие ингеренции. Не даваме само институции, даваме и вработени, но и средства. Нема да ги оставиме, еве ви го Центарот за култура, па сега вие што не, со просек извадиме од последни неколку години, бидејќи сега не може да мерите со ковид кризата, има различни финансиски импликации. Просек и врз основа на тој просек, општините преку блок дотации ќе добиваат средства за функционирање, пример на домот на културата и така натаму. Практично велам во целокупното од Министерство за земјоделие, подрачните единици на Министерство за земјоделие, буквално од секој министерство ќе видиме што е она, работиме
сме, при крај сме, еднаш на влада работевме тематска седница за децентрализација, сега имаме појасна слика што е она возможно да се централизира, што не е, и мислам дека во септември ќе можеме да извадиме со финални решенија на влада и доколку се спремни министерствата, бидејќи ние можеме само да дадеме заклучоци, а потоа министрите да сменат измените на закон, во септември да стигнат тие барем некои од нив во процедура во собранието, за да можат новите градоначалници, новите советници да имаат изголемени ингеренции. Сега вие сте веќе повеќе од Две години, во Министерството за локална самоуправа. Како можеме да ги делиме општините? На албански и македонски. Има ли разлика тука? На добри и лоши градоначалници? На проактивни и помалку активни граѓани? Според мене и треба и реформи во овој дел. Не можам да ги делам на македонски и албански. Јас сметам дека општините треба да се поделат на општини со градоначалник и општини со председател на општина. Затоа што немаат исти ниту капацитет, ниту ингеренции, ниту можат исто да обслужат граѓаните Кривогаштани и Прилеп. И не може на Кривогаштани да биде градоначалник. Тоа во Србија е јасно дефинирано, се знае кои се градови и градовите имаат градоначалници, а кои се општини и општините имаат председатели на општината. И мислам дека првен таа градација кај нас треба да се направи, градовите да имаат поголеми ингеренции, поголеми овластувања, општините да имаат некои помали ингеренции, помали овластувања и да делегираат некои на надлежности на градовите. Извинете што ги ве прекинам, и кога спомнав македонски и албански, влада некој мит во државата дека албанските општини добиваат повеќе. Им се попушта, им се дозволува да се однесуваат, па дури собирањето на даноците било помало. Наспроти македонските. Дали може да држи вода овој? Тоа ако кога ќе правиме некој проект, на пример еве каде што е градоначалник од албанска етничка припадност, граѓаните одма ќе ви ревигираат, вие кај нас ништо не градите, се градите во македонските општини. Значи тоа кај нив постои чувство, обратно чувство, дека слабо се инвестира. Тие се големи села, со некои села се по 10.000 жители, немаат канализација, имаат лоша канализација. А имаме некои села со 10 жители, имаат сите услови. И сега тука иде иритација. Така да мислам дека во тој дел ниту едните се во право, ниту другите се во право. Преку Законот за равномерен регионален развој државата ги дели средствата по степен на развиеност. Тоа е закон и се знае кој регион колку средства му припаѓаат. Ние со новиот закон кој што го направивме во мојот мандат, ставивме клаузули да ако во една година, не само Министерството за локална, бидејќи ние имаме најмал буџет, сите министерства кои што се декларираат дека инвестираат во регионален развој, дали е тоа градинка, училиште, значи труд и социјала, образование, ЈПДП, било кое, Македонија пат или сообраќајното или ова за стамбени деловен простор, се она што инвестира и што влијае врз развојот на општината, ќе влези во, и ние направивме еден систем СИРЕРА, систем за регионален развој со поддршка на швајцарците кои што сега го презедовме, и ние точно ќе знаеме и сега точно знаеме и во иднина ќе знаеме колку во овој буџет дали е почитуван степенот на развиеност, и ако е почитуван степенот на развиеност, а во него спаѓа број на територија, број на жители, не знам, има повеќе критериуми врз кои што се дадени тие проценти, ние ќе можеме да дискутираме за забрзан економски развој на сите региони и намалување на диспаритетите. И е многу важно во законот што введовме, ако во оваа година не се почитуваат тие проценти, следната година тој регион каде што взе помалку од што треба, ќе му се дополни со плюс, за да може да ги стигне останатите региони, да не е дискриминиран. Ова е законско решение. Ние дадовме можност, но сепак до министрите, до луѓето е тоа да се почитува и да се, ако се спроведи како што треба, тогаш нема да имаме вакви проблеми. Во однос на собирањето на даноци, за тоа не е надлежно нашето министерство, за тоа треба да се праша УЈП и другите, дали совесно си ја работат својата работа, дали има привилегирани некои региони, градови или поединци или не знам фирми, или законот важи за сите. Ова го зборувам Ќе се согласам дека ќе видим и јас некаде не издаваат фискална сметка и се иритирам зашто е тоа така. Меѓутоа, велам, друг треба да води сметка за тоа. Ако треба сите да имаме подеднакви права,
и се согласувам во тој дел, меѓутоа и сите треба да имаат подеднакви одговорности. Кога ќе има тогаш така, тогаш сите ќе бидеме равноправни. Ова се Да не сеќавате зборуваме на само уабетот за- со да, да. Рачиново, дека Да, да, имаат да. најмал процент на собирање на Се данок на имот, согласувам. а добија 200.000 евра за да прават канализација. Ама сите градоначалници беа иритирани од тоа, бидејќи градоначалниците берат даноци и затоа ние, Министерот за финансии, го воведе новите правила кои што сега ќе ги воведеме, практично владата нема да може да така да дава пари. Сега е тоа оставено така и се прашувате сега вие кога ќе давате средства, дали му помагате на градоначалникот или му помагате на граѓаните. И затоа има баланс. Дали со тоа ги казнувате граѓаните или ги казнувате градоначалниците. Но и граѓаните не плаќаат. И па затоа не во некои други делови. Така. А во делот на прибирањето на даноци, затоа сме тука со ова законско решение цврсто одлучни да го спроведиме и сите едногласно во владата да повеќе не може да се даваат средства за општини кои што не собираат даноци. Или тие ќе си го добиваат основниот дел. Но ако сакаат повеќе пари, има и тие да покажат дека се совесни и одговорни и дека си ги плаќаат редовно своите давачки. Ако не си ги плаќаат давачките, не може да бараат канализација, За да ги стимулирате. не може да бараат водовод. Да, вие плаќајте си ги вашиот дел, а заради тоа државата вас дополнително ќе ве награди и вие ќе имате и асфалт, и канализација, и водовод, и здрава вода за пиење и така да. Тоа е начинот на кој што морковот и стапот. Тоа е принципот кој што го воведе Министерство за финансии. А ако гледате така Фатмир е албанец, тоа нема врска, ние гледаме да бидите с доброто на граѓаните. Затоа ви велам, владата не ги дели, особено ние од ЛДП не можеме да ги делиме граѓаните по ниту по верска, ниту по национална за нас, се сите граѓани еднакви. Тоа што кажавте, дали ги почитуваат законите, дали се добри или не ги почитуваат законите и треба за тоа да одговараат. Таква делба правиме, не можеме да правиме делба ниту по етничка, ниту по религиозна, ниту по боја на кожа и така натаму, затоа што тоа не е начинот на кој што функционираат либералите и кој што функционира модерното европско општество. Доаѓате од помал коалиционер во власта, ЛДП беше една од партиите кои што се залагаше за отворени листи, за една изборна единица. Зошто не успеа да се направи тоа за овие избори? За жал мислам дека немаше волја кај поголемите партии. Иако СДСМ отворено кажуваше особено за АК дека е за. Се согласувам дека сите декларативно беа за. Меѓутоа и тој модел кој што го предложија, тоа не беа отворени листи, вие да очекувате 10 насто да соберите од вкупни, или колку беше тоа, 5 насто од 5 па после вкупниот. 10 излезе. Тоа е премногу. Тоа е премногу затоа што ние сите исто не тежиме исто. Вие не може да барате од вкупното гласачко тело да утврдува некој процент. Мислам дека беше 3 насто. Са 3 насто на 80.000 пример жители во Битола, тоа ви доаѓа некаде 2400 гласа. 2400 гласа, може би ЛДП ќе има на изборите 2500-3000 гласа во Битола. И сега не може еден да ги собери сите гласови. А, например, СДСМ ќе има 20.000. Сега не сте исто вие. И нема што јас да се надпреварувам со советниците од другите политички партии. Затоа ние предложивме тоа да биде, например, 10 насто од вкупниот број на гласови кои што си ги освоил на листата, за да има едно надпревар во рамките на самата листа, бидејќи работата кој од тие 31 пример советник е стани советник. Да стани тој што собрал највеќе, пример, минимум 10 насто тој што собрал, ако вие добиете 3000 гласа, тој што собрал 300 гласа, да влезе во советот. Ако некој има 20.000 гласа, тој што зел 2000 гласа, значи да има малце надпревар во рамките на самата листа. А не може да има надпревар со сите листи, тоа не е отворена листа и јас ви гарантирам дека тој закон ако поминеше така, немаше да има ниту еден советник во државата, независно дали од ВМРО, од СДС, од било која партија што ќе освои 2500 гласа, примерно 80, или во некоја мала средина каде што излегуваат 5000 жители, вие него да му барате 2000 гласа, да има, тоа е невозможно. И затоа сметам дека тоа не е отворена листа, тоа беше една манипулација да се каже дека еве ние ги отворивме листите, всушност не беше отворена листа и на тој начин немаше никој да влезе во советот. И мислам дека дали се донесе или не се донесе не е голема загуба таквото решение, бидејќи тоа исто ви се фаќа. За нас решение кога најпростото ни не кефме квоти,
Кој што има најмногу на листа, тој да влези. Нема потреба од проценти, но кога веќе инсистираа големите на проценти, ние рековме ајде да се надпреваруваме во рамките на листата, не да се надпреваруваат сите кандидати, тоа не се реализира. Граѓанските листи е добро што се јавуваат. Секогаш имало граѓански листи, сега ние потенцираме. Вие видите Охрид имало по 5-6 граѓански листи, во Прилеп имало по не знам колку овој пат има граѓански најмногу, листи. само до денеска имаме 32 потврдени листи. Јас отворете ги сите, да речам, претходни изборни циклуси, ќе видите дека минимум можеби 15, 20, 25 листи има на независни на државно ниво и никој тогаш не водел ниту пак ваква еуфорија се кревала. Зошто сега се создаде ваква еуфорија? Сега се крена една еуфорија дека на пример листи независни прават поранешни членови на партии сега се декларираат за независни. Или кандидати се луѓе кои што до вчера биле во политичка партија, а преку ноќ сега стануваат независни. Или луѓе кои што биле марксисти, ленинисти, сега преку ноќ стана екологисти и викаат тоа што правев до вчера не важи, гледајте од денес што правам. Не се сите искрени. Меѓутоа, Многу се патија за екологија. За разлика од нив, на пример, листата во Битола што е независна, не можам да речам дека не е независна, пошто на вистина тие се автентични независни. Јас на сите му посакувам среќа и посакувам што е можно повеќе независни листи да има, ама на вистина независни, да излезат со програма. Бидејќи смешно е, некои се независни што се 1, 2, 3 мандати во Советот, па сега се независни, а да ги прашате што направиле во изминативе 12 години, нема да ви кажат ниту еден проект. Само си земаат паушал. Или биле сега, дел од коалиција, па ќе излезат. Или биле дел од коалиција, па сега се независни, пошто му се бендисало 16 години се во Совет, па сега сакаат уште 4 години да седат, па сега се независни, бидејќи партијата му рекла: "Аман човек, ти уморивме од тебе, не можеш повеќе да видиш на листа", и сега тој е лют и е независен. Така да мислам дека има се, меѓутоа во тоа се има и навистина изворски независни листи, независно дали се такви или вакви. Колку повеќе има независни листи, толку тие повеќе ќе вршат промоција на својата политика, програма меѓу граѓаните и на тој начин ќе мотивира што поголем број на граѓани да излезат на избори. Доколку излезат над 50% од граѓаните на избори, па над 60%, тогаш на вистина ние ќе добиеме совети кои што ќе бидат натре, нема да бидат само од двете големи партии сочинети, туку ќе бидат од шаренолик состав, а во тој шаренолик состав ќе имате поодговорна работа на Советот, бидејќи нема да може од еден политички центар да се креира политиката, туку ќе може и граѓански здруженија и помали политички партии да влезат во советите и да се борат за реализирање на некое од заложбите кои што го дале пред граѓаните, е подобро, поквалитетно од овие што добиле мнозинство на советници, и затоа мислам дека нешто не треба да се критикуваат, туку треба да се стимулираат на изборите да излезат што е можно повеќе на граѓани, да промовираат своји програми од областа на екологијата, од областа на пример за лицата со посебни потреби, социјална заштита, образовни политики. Значи, сега е мода сите еколошки се. Меѓутоа, ние мораме да водиме, на пример, да излези некој за женско здружение за правата на жените, да си направи листа и тоа натре на вистина да води сметка во секоја политика на општината да води за джендер баланс, рамноправност помеѓу половите. Значи, тоа е суштината и предизвикот на независните листи. Сега се сите мода, сите се залагаме за екологија, но мислам дека ќе дојде време, ако не на овие избори, на следни избори, каде што на вистина ќе имаме невладини организации со конкретно насочени проекти и со конкретна мисија. Да. Зоран Заев, лидерот на СДСМ, даде една изјава, беше прашан директно што мисли за големиот број на независни листи. Ќе ја слушнеме снимката, па би сакала да ја искоментираме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа се должи на слободата и демократијата. Ја сакавме и ја живееме. Ова е убавина. Рековме, зошто сме за една изборна единица. Макар со еден пратеник да добија шанса мала партија да може да биде совест во парламентот. Еве ни се случува на локалните избори. Дел од тие листи ја ќе имат, ја ќе немат советници, некој ќе има еден. Е многу значаен затоа што може да биде на вистина еден граѓански експертски осврт на важни проблематики за граѓаните низ периодот од наредните 4 години.
Ова е убавината на демократијата и слободата која што ја носи. Ние не ја подценуваме ниту една листа, важна е секако, но Социјалдемократскиот сојуз знаете дека од 2013 година наваму е единствен, настапува единствено и овој пат ќе настапува единствено. Секако тоа единство во еден значаен период, како што беше 2015 и 2017, беше и со граѓанските организации и независни луѓе, експерти и професионалци, кои што сега заклучија дека со одветно време некои од нив да настапат и преку независни листи. Не ги подценуваме ваквите независни листи, напротив, мислиме дека е еден нов квалитатив во севкупната живеачка и во општините и во државата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Па добро, тоа е тоа генерално и тој ги поздрави листите, на ваквите листи. На вистина е богатство за демократијата, кога граѓаните ќе му дадете право на избор. Токму и ние како ЛДП се одлучивме на овој чекор, бидејќи на претходните избори беа само две големи коалиции, граѓаните немаа право на избор, или црно или бело. Ние сега со Дом се одлучивме да одиме сами и да му дадеме на граѓаните избор. Не значи дека ако ние кандидираме градоначелник, дека тој мора да победи во втор круг или да стане градоначелник, но добро е граѓаните да слушнат различна визија како да се води градот, различни проекти да дадат пред граѓаните и граѓаните да одлучат и да имаат избор за што сакаат да гласат. Дали ќе гласат како досега, менување едните со другите и повторно задоволство, или ќе му дадат поддршка на некој независен градоначалник или на некој од помалите политички партии, да еднаш да смениме, да видиме како тоа би функционирало кога е некој друг да ја води локалната самоуправа, макар на едно место, да се види разликата, да се почувствува и затоа некој ако влези од плејадата нови листи, тој ќе има многу голема одговорност, бидејќи таму ќе работи од името на сите кои што настапувале независно и тој треба да се докаже и покаже дека на вистина поинаква опција работи подобро. Ако тој се пострамоти, тогаш граѓаните ќе изгубат верба и во останатите. Затоа сметам дека Голема одговорност. Одговорноста е голема. Заев искоментира дека има желба за отворени листи, но сметам дека на вистина ако има се таква желба, тогаш малце и тие и ВМРО треба да се похрабри да ги отворат листите, нека биде тоа за наредните локални, уште сега после овие локални, да го бидејќи имаме конкретни законски решенија, дај да ги усвоиме, нека важат за по 4 години, бидејќи добро е изборите да бидат планирани и луѓето да си планираат, да си проектираат како се настапува после 4 години. Не се прават измени на веќе распишани избори. Така. Или сега слушам ќе дошле законски измени, ние за 2 недели или не знам колку 3 недели ќе влеземе во кампања, ние сега размислуваме да сме ги почитувале препораките на ОПСЕ ОДИХР, кои што викаат дека и се постојано исти. Ама во препораките на ОПСЕ ОДИХР пишува дека 6 месеци пред избори не смеете да правите измени. Ако вие почитувате, почитувајте го првото правило на ОПСЕ ОДИХР, не менувајте ништо. Така. И сега вие заедно со Дом излегувате самостојно на коалиција на овие избори. Какви се плановите, каде ќе настапите, имате ли веќе некои имиња со кои можете да излезете во јавност? Граѓаните маце му е чудно е зошто сега вие сте во владата, па излегувате самостојно, па мора да се навикнеме и ние сме пионери на нешто, што значи дека на локални избори, на избори треба да настапувате со платформа и со идеологија. Значи, ние сме либерали, ние сме членки на либералното европско семејство, либерал-демократското. Дом се е партија на зелените, членка се на европските зелени партии. СДСМ се социјалдемократи, другите се конзервативци. Значи, вие кои ќе настапите идеолошки, едноставно вие мора да се борите да ја представите вашата идеологија во општеството и да собирате приврзаници. Вие постојано ако коалицирате со еден поголем партнер кој што е подоминантен поголем, едноставно вие се губите и вашата идеологија, предлози, идеи се губат. Затоа мора да се настапи во одредени периоди самостојно, за да граѓаните се раздвижат, за да вие можете да дадете поинаква слика за нешто, да не се повторува, но и да си ги представите своите идеологии. Бидејќи кога ќе влеземе ние во Европската унија, политичките партии таму се поделени не се поделени како кај нас во вакви блокови, туку секој си припаѓа на своето семејство. Ние сме трета по сила пратеничка група во Европскиот парламент и од таа ја сочинуваат пратеници од сите партии кои што се либерални од цела Европа. Така да утре кога некој би станал од Македонија европратеника е либерал, тој би членувал во АЛДЕ.
нема да членува во таму каде што членува СДСМ. Се разбира, ние сме дел од владата, ја поддржуваме владата во незините, особено во расчистувањето со криминалот, особено во евроатланската интеграција на државата. Меѓутоа, ова се локални избори, на локални избори се решаваат локални проблеми и ние сметаме дека имаме силни индивидуи кои што можат на граѓаните да им ги решат проблемите. До сега сме го промовирале кандидатот за градоначалник на Гевгелија, Виктор Петков, кој што доаѓа од конзервна индустрија, стопанственик, приватник, кој што цел свој живот творел, создавал, вадел леп за останатите, за работниците, не бил на терет на општеството, хуманист, општествено одговорна личност, со своја визија и идеја и сметаме дека тој е највистинското решение за Гевгелија. По сите коментари кои што доаѓаат на социјални мрежи така натаму нема ниту еден негативен коментар и сите го поздравуваат. Од каде доаѓа, од која партија? Од Либерално-демократската партија е предлог. Штип? Штип денеска во четвртокот го промовиравме. Тоа е од партијата Дом. Ване Санев, кој што е заменик директор на затворот во моментот, меѓутоа цел живот работел во производство, работел приватен сектор, самостојно и тој вработувал луѓе така да ги бизнисмен кој што ги знае работите и се надеваме дека и во Гевгелија, како во Гевгелија, така и во Штип, граѓаните му дадовме еден вистински можност за избор, го промовиравме и кандидатот во Прилеп, кој што исто така доаѓа кандидат со Скопје. Во сите скопски општини имаме кандидат за градоначалник, имаме спремна листата за град Скопје и останува уште да ја решиме дилемата околу кандидатот за градоначалник на Скопје. Сигурно ќе имаме, меѓутоа името се надевам за многу брзо време ќе можеме да го откриеме и тогаш и ќе ги промовираме сите останати. Утре ќе го промовираме кандидатот се надевам на градоначалник на Кисела Вода, ќе го промовираме кандидатот на Ѓорче Петров Деновиве исто така, така да еден по еден следната недела ќе ги промовираме. Дали можеме да ги потврдиме шпекулациите дека ќе бидете кандидат? Па јас ако бидам кандидат ќе бидам на Либерално-демократската партија и Дом. Нашите членови, граѓаните навистина секој ден бараат да се кандидирам, меѓутоа јас се уште немам расчистено, ќе оставите уште некој ден период да навистина има многу обврска во Министерството за локална самоуправа, меѓутоа од друга страна мерам не сакам да се почувствуваат предадени моите членови и граѓаните, така да ми ги овие две работи ми натежнува мојата одлука и за многу брзо време ќе ја донесам, но и ако не сум јас кандидат, тоа сигурно ќе биде некој друг член од нашата коалиција, од Либерално-демократската партија, бидејќи навистина имаме квалитетни индивидуи кои што можат да бидат достојни представници на изборите и достојно да ја водат општина Битола. И сега околу шпекулациите за крај, например, има една ваква шпекулација дека ВМРО-ДПМН и СДСМ си ги поделиле општините и дека со тоа практично решават еден подолг период околу тоа каква влада следна би била и така натаму. Веројатно сте ги слушнали и вие. Ќе бидам неискрен ако кажам дека прв пат слушам, јас сум слушнал таа шпекулација да ја речем, која што кружи во јавноста дека веќе си ги поделиле општините. Меѓутоа по кандидатите, бидејќи дел од кандидатите во СДСМ ми се пријатели, они општини кои што викаат дека ќе ги земи ВМРО-ДПМН, кандидатите кои што се од СДСМ и како имаат искрена верба дека ќе победат во тие општини. Сега не знам ако некој... Зошто би се тркале ако не веруваат во својата победа, нели да одиме да тргнеме од човечкото? Еве конкретно Прилеп викаат дека ќе победи ВМРО, ама Горан Сугаревски е убеден целосно дека ќе ја добие довербата, неговиот квалитет, неговите способности, да речам, во зависност од другиот кандидат. Сега и ние таму кандидати имаме, меѓутоа сакам да кажам, тој не влегува во кампања да изгуби, туку влегува во кампања да победи. И сега не верувам во овие шпекулации од овој дел. Не знам како некој би можел да се договори и да се изигра волјата на граѓаните се тие кои кажуваат. Некој да сака да се договори или големите да партии работат по математика, дефинитивно. Видете, сега кога вие ќе знаете дека некаде некоја партија, вие не можете да речите центар кој ќе победи,
таму се знае на кое е расположението. Сега тоа ќе биде некој дека ќе имаме кандидат некој од владеачките партии. И сега не може да речете тие се договорија во центар да победи СДСМ. Мислам, граѓаните кажуваат. Или се ајде нека се договорат во некоја општина, се да не спомнувам пошто анкетите ги гледаме, кај што пример ќе води СДСМ и са ние да речеме тие се договорија ќе победил ВМРО. Таму тоа како ќе победи ВМРО ако граѓаните не го сакаат кандидатот. Така да мислам дека се тоа пак шпекулации, ние имаме така една желба да си живееме во теории на заговор и кога ќе немате работа и само нешто ќе мислите дека се нешто заткулисно се работи. Меѓутоа мислам дека таа работа ниту имало такви разговори, ниту може некој да договори. И мислам дека сите ќе бидат равноправни во овие избори, вклучително и ние. И на крајот граѓаните ќе пресудат кој ќе победи. Можеби во некоја општина ќе се охрабрат и ќе ги тргнат и двете големи партии, па макар тие биле договорени, ако излезат и да речат доста од овие, ајде да му дадеме доверба на кандидатот на ЛДП или на граѓанскиот кандидат или на левица кандидатот, мислам дека првен нема да сгрешат, а второ мислам дека се тие кои што не мислам, туку сум убеден дека граѓаните се тие кои што на крајот го имаат последниот збор. И за крај, што очекувате од изборите? Какви ќе бидат? Очекувам да бидат фер, мирни, се плашам за пандемијата како ќе се одвива. Се надевам дека овој четврт бран ќе спадне побрзо, меѓутоа ако пак галопира, не знам како ќе се води кампања и како ќе гласаат граѓаните, можеби ќе бидат уплашени, тоа може да влијае врз резултатот на сите нас, односно да гледате Бугарија, првиот круг пандемијата, мала излезност имаше и многу од граѓаните не излего и тоа ги мена силите во парламентот, така да пандемијата може да си го направи своето, да да втор пат уплаши. покажа дека немало многу значење пандемијата бидејќи истиот состав. И истиот состав, меѓутоа граѓаните па можеби се разочарале од резултатите и потоа не излегува вториот круг. Кај нас можеби младите не се вакцинирани, ќе се плашат да излезат, или старите ако се вакцинирани ќе се плашат. Значи можно е да има тука само пандемијата ме плаши, а дека ќе бидат фер, демократски, коректни, мислам од тоа не станува збор, па сега особено тоа со фингерпринт, нема да може и да фамилиарното гласање ќе се тоа што викаат се полнат кутии на некои места, тоа сега ќе се елиминира. Бугарски воз, тоа е бугарски воз со ливче, меѓутоа зборуваме за што се шпекулира дека еден гласа за повеќе, дека во некои рурални места се полнат кутии, дека еден гласа за повеќе или фамилиарно гласање, еден оди со 5 души па гласа за 50, за цела фамилија ги зема ливчина да гласа, тоа сега ќе се оневозможи, бидејќи е со фингерпринт, вие со отисок на прстот, во компјутерски излегувате кој сте, што сте, нема можност вие да гласате, нема таква теоретска можност вие да гласате за друг човек. И сега ако правиме ние Джеймс Бонд некој сценарио, можете пак да најдеме нешто, но е елиминирано тоа, така да и тој дел нема да има никаква можност за манипулација или давање на сомнеш. Од аспект на фер демократски гледаме и така се водат изборите. Двете големи партии продолжуваат со препукувања, со негативна кампања за да го привлечат вниманието и да го направат црно-белот филмот. Ние во тој филм нема да влеземе, ќе водиме строго позитивна кампања со предлагање на наши предлози и идеи и нема да дозволиме било каква провокација да не вметни во нивната шема на кавги и расправи. И мислам дека изборниот ден ќе си помини мирно и дека ќе ги добиеме резултатите согласно с волјата доколку дозволат здравствените услови за тоа. Ви благодарам многу, среќа на овие избори. Благодарам и на вас. Со нас во студиото беше Горан Милевски, министер за локална самоуправа и лидер на Либерално-демократската партија. Стадион. Емисија за вашата вистина.